дојдовте на Слободен печат. Моето име е Александра Вуксановиќ. Еве што има ново. Тинејџерите не ја научија лекцијата. Нововрсничко насилство во Скопје. Девојче од 7 оделение во аеродром во понеделникот било тепано со шлаканици, кубено за коса, навредувано, понижувано и натерано да клекне на колена и да и се извини на врсничката. Додека целиот грозен чин го снимаат десетина машки малолетници со мобилни телефони и навиваат. Две посебни видеа од овој вознемирувачки чин на меѓуврсничко насилство и булинг со бројни елементи на кривично дело пристигнаа во Слободен печат утринава и на нив се гледаат лицата на сите инволвирани. Читателите што ни ги испратија видеата ни кажаа дека синоќа на 30 јуни во 23 часот во полициската станица Лисиче отишле со видеоматеријалите кои почнале да се шират на мобилните телефони меѓу врсниците за да го пријават тепањето. Но полициските службеници на смена ноншалантно им кажале дека тие не се сведоци на настанот и девојчето треба самото да пријави. На видеоматеријалот инаку девојчето е натерано од страна на насилничката да каже дека нема да го пријави настанот. Судот на денешното ручиште за пожарот во дискотеката Пулс го одби како неосновано барањето за изземање на обвинителката Наташа Сарамандова. Обвинителството на денешното ручиште презентираше материјални докази кои се однесуваат на работата на Државниот пазарен инспекторат. Премиерот Христијан Мицкоски вчера и официјално ја објави реконструкцијата на владата, а во неа, како што најави, коалицијата ВЛЕН ќе има еден вице-премиер и тројца министри. Јетон Шасивари во правда, Седат Сулјемани во култура и Агон Ферати во односи меѓу заедниците. Златко Перински ќе биде нов директор на Фондот за здравствено осигурување, а Иван Стоилковиќ е предложен за министер за локална самоуправа. Знам ќе го преземе Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, каде за министер се очекува да биде именуван актуелниот државен секретар Борче Серафимовски. Горан Минчев и натаму ќе раководи со Министерството за јавна администрација. Нема да се кандидирам за председател на државата и кога ќе ми заврши мандатот председател на владата. Се враќам на факултет, изјави премиерот Христијан Мицкоски за да ја окуражи опозицијската левица да го гласа изборниот законник, бидејќи како што рече предлогот на ВМРО ДПМН диаспората да гласа електронски. Го врзале со тоа дека намерата на Мицкоски била на председателските избори во 2029 година да се кандидира за председател на државата. Градоначалникот на општина Карпош, Сотир Лукровски, порече си двомесечно отсуство поради здравствени причини од вчера повторно се вратил на работа. И јас сум Зоки Малиот, кој те чека од негде да се појавиш. Се огласи пријателот на Владо Јаневски од култната песна Евергрин. Зоки Малиот нагласува дека за него Владо не е заминат, туку за секогаш ќе остане присутен преку неговото творештво. На нашиот сајт ќе ја најдете целосната објава. Владо во вечниот дом беше испратен денеска. Бесправното градење во Македонија често е мета на критики од стручната јавност и е представено како хроничен проблем по домашни и меѓународни документи. А сега повторно се најде и во извештај на Државниот завод за статистика, кој информира дека лани биле изградени 911 дивоградби. Од 1 октомври во нов модул на Мој термин. Сите граѓани ќе можат со посета на матичниот лекар да дадат изјава за тоа дали после смртта ќе донираат органи, соопшти министерот за здравство Азир Алиев. Седење на сестрата со пациентот додека истече инфузијата, 100 денари од час. Издавање лекарско уверение за работа, 1300 денари. Издавање лекарско уверение од суд, 1500 денари. Вклучување инфузија, 100 денари. Издавање пополнет образец за инвалидска пензија, 1300 денари. Ова е само дел од ценовникот за услуги за приватни пациенти и приватни услуги, што Сдруженијето на приватни лекари незаконски го донело во 2012 година и формално не го извадило од употреба до 2025 година. А надлежните доправа истражуваат дали се користи и до ден денес.
Па сега нека го видат сите. Јавното комунално предпријатие Тетово објави видео на кое се гледа како човек фрла вреки во реката Пена, а потоа бега кон својот автомобил. Предпријатието веднаш го осуди овој чин. Видеото се прошири на социјалните мрежи пошто реагираше полицијата и го уапси тетовецот. Кешот полека, но сигурно го губи приматот, а паметниот телефон станува новиот паричник на граѓаните. Најновите податоци на Народната банка откриваат силен раст на дигиталните плаќања во првиот квартал од 2026 година, што е уште една потврда дека навиките на македонските граѓани брзо се менуваат во корист на современите технологии. Во споредба со истиот период лани, бројот на електронските трансакции е зголемен за дури 21,9%. Ако растот продолжи со сегашното темпо, Македонија во наредните години би можела значително да се приближи до европските стандарди. Темата е на Валентина Ангеловска. Страшен пожар во 10-катница во Белгија. Има загинати. Станари бегаат преку тераси и прозорци. Силно невреме го погоди романскиот главен град Букурешт и 20 други окрузи, при што загина едно лице, а оштетени се десетици домови и возила, соопштија локалните власти. Бурата предизвика штета во вкупно 60 градови и села, а следел и топлотен бран со температура над 40 степени. Во Шпанија во јуни се регистрирани повеќе од 1000 смртни случаи поврзани со високите температури. Речиси, сите жртви се постарели лица. Хорор во Египет. Трицикл паднал во канал. Се удавиле 9 деца. Локалните медиуми објавија дека до несреќата дошло поради дефект на управувачкиот систем, при што трициклот се превратил додека превезувал деца кои се враќале дома од работа на блиски фарми. Децата биле на возраст од 10 до 17 години. Семејна трагедија во Грција. Татко и син загинаа во шумски пожар. Мајката заврши во болница. Русија тајно испратила војници во Кина на воена обука. Српскиот претседател Александар Вучик на социјалната мрежа Инстаграм објави дека има телефонски разговор со претседателката Гордана Силјановска-Давкова, на која ја потврдиле подготвеноста за натамошното унапредување на билатералната соработка и добрососедските односи меѓу двете земји. Знаете кој им се радува најмногу на паузите за хидратација на светското првенство? Бекам, бидејќи му донесоа милиони. А кога сме кај хидратацијата, мене можеби оваа голтка нема да ми донесе милиони, но ќе ми изгасне жет. Тука сум да ве потсетам да пиете почесто вода. Толку од мене. Ви благодарам на довербата. Многу повеќе содржини ќе најдете на slobodnpečat.mk. Се читаме.